Почитувани гости, ценети професори, драги ученици и пријатели на нашето училиште. Денес стоиме заедно, исполнети со гордост и чест, обединети околу одбележувањето на патронниот ден на нашето училиште, Регионален центар за стручно образование и обука Никола Карев Струмица. Овој ден не е само датум во календарот, туку символ на нашата историја, нашите вредности и нашата заедничка посветеност кон знаењето и напредокот. Тој не подсетува на ликот и делото на нашиот патрон, чии живот и идеали се вечна инспирација за сите генерации што поминале и ќе поминат низ овие училишни клупи. Нашето училиште не е само место каде што се стекнуваат знаења, туку и средина каде што се градат карактери, се развива критичко размислување и се негува духот на заедништво и почит. Во време кога светот брзо се менува, ние остануваме доследни на нашата мисија, да ги подготвиме младите луѓе за предизвиците на иднината, поттикнувајќи ги да бидат одговорни, креативни и храбри во своите стремежи. Особено сме горди што во нашето училиште се следат и се применуваат најновите достигања во науката и технологијата. Но она што не издвојува и не прави препознатливи е силниот спој помеѓу теоријата и праксата. Веруваме дека вистинското знаење се создава тогаш кога наученото се применува, кога учениците имаат можност да експериментираат, да создаваат и да учат преку работа. Токму затоа нашите ученици не се само носители на знаење, туку и млади луѓе подготвени веднаш да се вклучат во реалниот свет и да придонесуваат во заедницата. Овој празник е и можност да им изразиме искрена благодарност на сите наставници кои со својата посветеност, трпение и љубов ја вршат една од најблагородните професии. Благодарност и до учениците кои со својата енергија, љубопитност и талент го прават нашето училиште живо и динамично место. Секој од вас е важен дел од оваа приказна. Секој придонесува за нашите заеднички успеси. Нека овој ден ни биде поттик да продолжиме со уште поголема посветеност, да ги негуваме вистинските вредности и да се стремиме кон нови достигнувања. Да го чуваме угледот на Регионалниот центар за стручно образование и обука Никола Карев Струмица и да бидеме достојни на идеалите што ни се оставени во аманет. Ви благодарам на вниманието и нека ни е честит патронниот ден. Почитувани присутни, ве покануваме да положите свежат свеќе пред бистата на Никола Карев. Mnogu hravija, mnogu solazi, zemlja
Почитувани присутни, во чест на патронатот на нашето училиште, ви представуваме краток инспиративен рецитал интервју со Никола Карев, создадено со помош на вештачка интелигенција, инспирирано од неговиот живот и автентични сведоштва, како мост меѓу минатото и сегашноста. Во времиња, кога Македонија била земја на тишина и потиснат глас, се раѓале луѓе што не прифаќале да молчат. Еден од нив е Никола Карев, не само револуционер, туку и учител, мислител и борец за правда. Неговиот живот не започнал со оружје, туку со книга, не со борба, туку со идеја, но идеите, кога се силни, стануваат движење. И токму тие идеи го водат ни живот исполнет со жртва, надеж и непоколеблива вера во слободата. Да се вратиме и да го слушнеме неговиот глас. Господине Карев, пред да станете револуционер, вие бевте учител. Каква беше вашата визија за образованието? Верував дека образованието е темелот на слободата. Народ што учи, народ што размислува, не може долго да биде потчинет. А што е тоа што ве натера да преминете од учител во револуционер? Кога ќе сватиш дека зборовите не се доволни, делото станува неопходно. Учев, но гледав дека без слобода знаењето останува заробено. А какви идеи ве водеа низ целиот ваш живот? Идејата за еднаквост, за општество каде сите луѓе имаат право на глас, без разлика на вера или народност. Тоа беше мојата најголема визија. Во ред. Вашата улога во Илинденското востание е добро позната. Но што значеше тоа востание за вас лично? Тоа беше кулминација на долгогодишна борба, не само оружена, туку и духовна. Тоа беше момент кога народот реши да не се плаши. Добро. А како ја доживеавте одговорноста како председател на Крушевската република? Па, како тежок товар. Секој ден носеше одлуки што значеа живот или смрт, но верував дека правдата мора да биде водилка. Да, републиката траеше кратко, но дали тоа го сметате за неуспех? Не, таа беше доказ. Доказ дека слободата е возможна. Понекогаш и најкратките моменти имаат најдолго значење. А како би го опишале вашиот однос кон народот? Јас бев дел од него, не водач над него. Секој човек таму беше подеднакво важен. А што беше најголемата жртва што ја направивте? Животот во неизвестност. Да знаеш дека можеби нема да ја видиш иднината за која што се бориш. Добро. А дали имавте лични соништа надвор од борбата? Секако, мирен живот, училишта полни со ученици, земја без страф, но тие соништа беа невозможни без слобода. А сега, како сакате да ве памети историјата? Па, не како херој, туку како човек што не се откажал. Тоа е доволно за мене. А што е најважната лекција што ја остава вашиот живот? Дека слободата бара храброст, но и одговорност. И дека секоја генерација има своја улога во нејзиното зачувување. Животот на Никола Карев не е само приказна за борба, тоа е приказна за идеја. Идеја дека човекот има право на достоинство. Идеја дека слободата не е привилегија, туку право. Од учител до револуционер, од мислител до водач, неговиот пат не бил лесен, но бил исправен. Иако времето поминува, вредностите остануваат. Храброста, правдата и љубовта кон татковината не се само дел од минатото, тие се повик кон иднината. Да се сеќаваме
но и да учиме, да го почитуваме минатото, но и да ја градиме иднината, зашто делото на еден човек може да стане патоказ за цели генерации. Srcevo me boli, ej zaradika, kako si se šetam po planinite, s nogovo i grčim, ej na trebište, kako si se šetam po planinite, s nogovo i grčim, Pazaro pole. Majovci do reka neka se čuja, pesma naša da se peje od duša, svadbi naši deca neka se prava, daj da dade Gospod nazad da se vrata. Da si smiram, a iza ne kuvam, rekansko da gledam i da živeam. Duša da si smiram, a iza ne kuvam, rekansko da gledam i da živeam. Majovci do reka neka se čuja, pesma naša da se peje, svadbi naši deca neka se prava, daj da dade Gospod nazad da se vrata. Благодариме на сите од моје име и од името на целиот бенд. Ви благодариме од срце.
Ajde. Iče.